татко Никола Николовски е примен на неврологија. Датумот не се сеќавам, пошто сум многу растребушен. Значи, после вториот, третиот ден, мојот татко им избегал од оделението на неврологија во 2,5 сатот после полноќ. Го нашол човек, го прашал кај ќе оди, го прашал и каде живее. Кажал дека живее во Сарај, дека живее до џамијата. Го прашал, сакам да си одам дома. Му кажал на човекот дека сака да си оди дома. Човекот го вратиле назад на оделение. Кога отидовме другиот ден во болница да го посетиме, кога го видов татко ми врзан во кревет, го прашав зошто си врзан, он не сакаше да ми каже. Ги прашавме сестрите зошто е врзан. Кажа дека многу бил немирен и агресивен, затоа бил врзан. Они ни кажа дека он станал само од кревет и дека сакал да оди во веце. Мојот татко не можеше да се помири со судбина дека има пелени. Татко ми е избеган бос само по памперс. И е најден точно кај тинесот пред главната капија на клиника. И никој од вработените не забележал што се случи? Никој. Значи, ние таа приказка ја знаем. Ја знаевме како таква, дека он рипнал од креветот и дека сакал да оди до веце. Кога ги прашавме зошто е врзан, они кажаа дека е врзан ради тоа и тоа. Они нас не ни кажаа дека татко ми избегал. Али светот е многу мал. Се дознава. Од кај дознавте? Дознавме, ни кажа човек таму вработен. Наш човек. Нема да го кажам човекот, затоа што сега е лесно многу да се избрка од работа. Јас човекот не можам без парче леп да го оставам. Сакам само да ми кажат кој бил таа вечер дежурен. Зошто дозволиле мојот татко да избега? Значи, он беше со излив. Мојот татко требаше да мирува, а не да дозволат татко ми да избега. Што ако се случеше да тој човек не го забележеше татко ми? Каде ќе беше татко ми? На водно? Каде ќе беше на улица? Каде ние тој татко ќе го баравме после? Кој ќе ја носи одговорност? Никој. Ништо не сакам. Само сакам да ја дознам вистината. Зошто мојот татко е избеган од клиника? Од тогаш 6 дена мојот татко беше врзан во кревет. Значи, врзан во кревет. Кажа дека мојот татко му давале толку многу големи седативи за да се смири, не го смирувало ништо. Значи, мојот татко беше свесен. Мојот татко беше свесен се до четвртокот. Значи, тоа беше на 2 јули. Мојот татко беше свесен, јас дојдов на посета, го видовме, јас и мајка ми. Мојот татко сакаше, само ме молеше, те молам, одврзи ми едната рака. Раката да ме одврзам, не можам да се помирам со судбина, почина врзан. Приказката сакам да ја знам, точно кој бил таа вечер дежур. Сакам да ми кажат зошто е избега. И како дозволиле да избега? Во 2 сатот. На посета ќе одевме 5 минути после тоа не пуштаа да го погледнеме уште малце. Не брка. А замислите и во пола ноќ, во 2,5 сатот, значи наутро, се да спрема четврток тоа. Мој татко избегал. Како избегал? Не знаем. А вистината мора да се дознае. И кажувам на сите пациенти таму што ќе одат. На сите тие што се здрави кога ќе им одат на посета. Значи добро да внимаваат. Значи да ги прашуваат докторите се што треба.
Значи, за докторите фала многу. Многу сме благодарни. Не знам дали да го кажам името на докторката. И на едната, и на другата. Многу благодарност. Меѓутоа, до персоналот таму. Нула. Нула. Катастрофа. Катастрофа. Може би имате малку персонал. Дали е до персоналот? Како е, не знам. Не знам. Можда и нема. Значи, луѓето правеа значи се што може. Не можам да кажам. Меѓутоа, дали е до персоналот, дали е малку персонал, не знам како им се тие нивните работи, меѓутоа, сакам да дознам зошто мојот татко е избеган. Зошто? И што ако мојот татко избегал и ако никој не го приметише дека избегал? Каде? Јас кога ќе отидев другиот ден на посета, што ќе видев? Празен кревет. Кого ќе барав? Кој мене ќе ми кажеше каде е татко ми? Никој. Никој немаше да ми каже.